казва Нацева. Имам 9 години и сум четврто одделение. Денес ќе ви ја представам книгата Тото, мачката нинџа и големото бегство на змијата од Дермот Оливи. Главни ликови во оваа книга се Тото, Сивко, Брајан, Мачколик и Совците и другите мачки се разбира. Застаните се случуваат во Лондон за време на една ноќ. Тото, мачката нинџа, била една нинџа. Таа била обучена во Италија. Еден ден, додека Тото и нејзиниот брат се занимавале, таму дошле едни луѓе, односно тие што ќе бидат одгледувачи на Тото и Сивко. Тие им се сожалеле на Тото и Сивко, бидејќи таму обичај било родителите штом ќе добијат мачки да си отидат и да ги остават. Им се сожалеле и ги земале со нив во Лондон. А Сивко и Тото станале миленици. Мојата милена случка беше кога една ноќ Тото и Сивко слушнале чудни звуци. Тото веднаш препознала дека тоа било од нивната канта за ѓубре, бидејќи тие не келе да ми ја крадат храната, бидејќи како што знаете, мачињата јадат понекогаш од канти. Тие, иако Сивко не сакал да стане, Тото го наговорила, бидејќи била слепа, Сивко морала да ја помогне. Штом стигнале таму, виделе еден мачор. Тие прва не биле сигурни дали е мачор, лисец или ставец. Потоа дознале дека се вика Мачколик и дека е... Што бил тој? Што ќе се случи понатаму? И кој е Брајан? Доколку сакате да знаете, прочитајте ја. Тото, мачката нинџа и големото бегство на змијата од Дермот Оливи.